и дека го сметаме за абсолвирано прашање околу кое не треба да се дебатира. Партијата не смее да се однесува како некоја секта, каде се случува во истиот затворен круг. Секој нов член и активист е богатство за партијата, а не потенцијална опасност за нечии стекнати позиции и влијание. На СДСМ му се потребни свежи идеи, нова енергија и ентузијазам. Од овој конгрес ќе ги отвориме широко вратите за сите кои се подготвени да го вложат својот труд и да го дадат својот придонес. При тоа, нема арогантно да чекаме луѓето сами да ни придат. Од денес почнуваме битка за секој човек што вреди, што знае, што уме. Тоа ќе биде една од основните задачи во описот и пописот на партиски задолженија на сите нас, почнувајќи од мене, па се до последниот партиски член. Сакам да искажам мојата благодарност до сите членови на Централниот и Надзорниот одбор, кои пред 3 дена донесоа одлука за колективна оставка, со што овозможија избор на нови органи на партијата, со нов кадровски потенцијал и зајакнат кредибилитет и легитимитет. Очекувам овој пример да го следат и сите општински раководства, каде што заеднички ќе оцениме дека тоа е потребно. Од денес Социјалдемократскиот сојуз е во вонредна состојба и доколку е неопходно ќе се носат и спроведуваат и вонредни мерки. Почитувани делегати, пред да пристапите на чинот на избор, должен сум да ве запознаам со новиот куќен ред во Социјалдемократскиот сојуз кој ќе стапи на сила доколку ми ја дадете вашата доверба. Главна карактеристика на нашата партија во последните неколку години, за жал, стана внатрешните кавги и расправи. Постои разединетост и поделеност на разни крила и групации. Се водеше безпоштедна битка кој колку општински раководства, колку делегати или членови на Централниот одбор контролира. Според многумина, најтешките дисквалификации и шиканирања на одредени партиски личности во јавноста не доаѓа од страна на други политички партии, туку токму од страна на партиските колеги. Откако го најавив моето враќање во Социјалдемократскиот сојуз, во повеќе наврати од страна на одредени истакнати партиски членови, беше сугерирано дека првата и најважна задача со која мора да се зафатам е да седнам со представниците на различни партиски групации, да ги помирам и обединам, да ги залепам спротивставените крила. Почитувани делегати, сакам да бидеме на чисто. Немам намера да потрошам ниту една секунда од моето време било кого да мирам, со било кого да се пазарам и било кого да лепам. Од денес во оваа партија постои едно и единствено крило, тоа кој ќе се построи под овој символ, под ова знаме и под името на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Секој кој ќе го прифати и почитува тоа е добре дојден. Секој кој сака да продолжи како до сега, му посакувам среќен пат. СДСМ не е акционерско друштво за да било кому му припаѓа одреден процент на влијание. Од денес за нас не е најважното прашање колку, туку какви членови, советници и пратеници имаме. СДСМ е отворен за секого, ама СДСМ и може без секого. Да се биде член на Социјалдемократскиот сојуз, значи обврска да се води грижа за угледот, авторитетот и достоинството на секој друг член на партијата.
Нема напредок и успех, доколку не постои меѓусебна солидарност, лојалност и почитување. Ви гарантирам целосна демократија во внатрепартиските дебати, при градење на политичките ставови и донесувањето на одлуки. Меѓутоа, откако нешто ќе биде решено, откако нешто ќе биде одлучено, мора да биде испочитувано и спроведено. СДСМ не е драгстор во кој можеш да влезеш и да го земеш само она што ти се допаѓа. За да бидеме успешни, мора да бидеме партија во која владее ред и поредок. Партиските одлуки ќе се донесуваат таму каде што е местото, во седиштето на Бихачка, а не на улица Македонија. Во органите на партијата ќе се донесуваат одлуките, а не на седенки преку мобилни телефони и СМС пораки. Точно ќе се знае кој е овластен да ги соопштува ставовите на партијата во јавноста. Ова не значи ускратување на било чие право на личен став, туку оневозможување да се манипулира со јавноста и своите лични импровизации да се пласираат како партиска политика. Почитувани делегати, ви ветувам дека нема да се штедам ниту себе си, ниту било кој друг. Се што било досега го оставаме зад нас. Почнуваме од нула на сосема поинаков начин. Со други зборови, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес се ресетира. Не е голем оној кој никогаш не губи. Голем е оној кој после секој пораз се крева и пак победува. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија била и пак ќе биде голема партија. Социјалдемократскиот сојуз пак ќе биде партија на слога, заедништво и единство. Социјалдемократскиот сојуз пак ќе биде партија со која членовите се гордеат, а на која противниците и завидуваат. Време е за нов почеток, време е за работа, време е за нови политички битки, време е за нови победи. Време е за подобар живот. Време е за разум. Време е за сплотеност. Време е за вистина. Време е за одлуки. Време е за отпор. Време е за акција. Време е. Девети конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Време е.